Ниедна тајна не е тајна. Мама секој ден вели: Викторе, внимавај на улицата кога ја преминуваш. Немаме нова можност за да ја поправиме таквата грешка. Знам, не сум мало дете. Секој ден иста приказна, нервосно одговара Виктор. Виктор и Тамара заедно се вратија од училиште. Кога пристигнаа дома, ги оставија ранците и седнаа во дневната соба. Виктор беше замислен. Тамара го погледнуваше и очекуваше некој објаснување. Тамара не издржа и рече: Да знаеш, за тоа што се случи денес пред училиште сите знаат. За малку ќе се случеше нешто многу страшно. Јас те видов, а видоа и другите. Кажи и ти самиот на мама, зашто ако слушне татко му на Андреј, ќе биде повеќе загрижен. Доста, ти не знаеш да зачуваш ниту една тајна. Па, не беше ништо страшно, само мало невнимание. Ги собира рамениците Виктор и прави некоја чудна гримаса кон Тамара. Додека Тамара и Виктор се објаснуваа на влезната врата, се појави мајка им со неколку полни кеси. Добар ден, деца! Како поминавте во училиште? Добро, скоро одлично, одговорија децата. Мајка им седна до нив на тросера да одмори, да поразговара со своите деца, но веднаш на нивните лица забележа дека нешто не е во ред. Што е, Викторе? Повторно нешто криеш? Ах, не знаеш колку сум загрижена. Кажи ми што навистина се случило? Вознемирено зборуваше мајка му. Ете, да не беше оваа Тамара, немаше за што да се грижиш. Ништо не беше страшно. Оддалеку го видов Андреј и посакав да го стигнам, да се договориме нешто. Ама тој беше преку улицата и јас само потрчав. Не погледнав, само слушнав силно чкрипење на сопирачки на автомобили. Малку ме облеа студена пот и татко му на Андреј ми помогна. Не бев паднат, само малку поднаведнат. Не грижи се е во ред. Виктор ја смируваше мајка му. Господе, ти благодарам на вистина, како да не се грижам? Знаеш ли дека можеше да бидеш повреден и сега да бидеш во болница или, не дај Боже, можело да се случи нешто уште пострашно? Се обидува мајка им да им ги избрише солзите. Следните денови Виктор одеше на училиште заедно со сестра му Тамара. Таа го следеше секое негово движење. Понекогаш го опоменуваше или го подсетуваше да не заборави како да се однесува на улица. Виктор знаеше да ја погледне со прекор, но не и се лутеше, зашто знаеше дека таа се грижи за неговата безбедност.